Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Министерка Шпанија наскоро треба да го ратификува протоколот за членство на Македонија во НАТО, а потоа тоа треба да се случи и во македонскиот парламент. Може ли да биде проблем за идното членство во НАТО тоа што од една страна ВМРО ДПМН се изјаснија дека ќе ја поддржат ратификацијата на протоколот, но нема да гласаат за измените на законот за одбрана со кои се предвидува промена на името на армијата во армија на Северна Македонија, а за чии усвојување е потребно двотретинско мнозинство? Прво и многу директно. Тоа не е точно. И ВМРО ДПМН ја лаже. И нашата јавност ја лаже и јавноста надвор од државата. И лошо е за една држава која сака да влезе во алијансата да покаже дека една од големите политички партии најбезобразно не ја говори вистината. Репутацијата на мала држава како нашава тешко се гради и многу лесно се руши. И тоа што ВМРО ДПМН го прави во моментот и со законот за одбрана е нивното класично однесување по нашиве стратешки приоритети во последниве години. А тоа е да ги говори ЕУ и НАТО многу често, ама со секоја своја одлука, со секоја своја акција да се труди да ги спречи процесите. На ВМРО ДПМН не му беше тешко да гласа за своите двајца министри во техничката влада како министри на Република Северна Македонија. Не им беше тешко на тие двајца министри и да се потпишат на свечената изјава. Ама сега кога треба да се потврди нашето членство во НАТО со законот за одбрана, измислуваат лаги и се трудат да го спречат. Мислам дека најавата дека ќе гласаат за законот за ратификација е само заради тоа што знаат дека и без нивните гласови законот за ратификација ќе помине. И знаат дека нашата јавност ќе ги казни многу сериозно ако не го дадат својот глас за историскиот чекор кој што го прави државата. Меѓутоа, за законот за одбрана, каде што е двотретинско мнозинство потребно, сакаат да ја играат играта ќе глумиме дека сме за НАТО, а ќе правиме се да го спречиме членството. Сигурна сум дека тоа нема да им успее. И законот за ратификација е во парламент, и законот за одбрана. Целта на законот за одбрана не е да дефинира име на армијата. Тоа воопшто не е прашање кое што законот за одбрана треба да го реши. Целта на законот за одбрана е да ни даде законска можност. Ако ни треба НАТО за заштита на нашата безбедност, да можеме да ја побараме и да ја добиеме таа заштита. Ако на НАТО му треба нашата поддршка, да можеме и ние да ја дадеме. Блокирањето на овој закон покажува дека ВМРО ДПМН се уште се труди државава да ни ја замрзне во сива зона, во која ќе бидат ставени под знак на прашање и безбедноста, и сигурноста, и членството во НАТО. И навистина е срамота како еден историски успех, кој треба да биде наш заеднички историски успех, се трудат да го одложат или да го невозможат. Дали измените во законот се во согласност со Преспанскиот договор? Измената на законот се однесува на 100 други прашања кои што се врзани за одбраната и за НАТО. Но како секој закон кој што влезе во собраниска процедура во последнава година, и овој закон го почитува Уставот. И тој не е во согласност со Преспанскиот договор, тој е пред се во согласност со Уставот. Реков, двајцата министри си потпишаа изјави дека се министри на Република Северна Македонија. Не може за таков ситен партиски интерес да го прифаќаат и Преспанскиот договор и уставните измени, а за приоритетот број 1 во државата наеднаш да најдат дека тоа им смета. ВМРО ДПМН мислам дека гласаше и за законот за минимална плата. И таму стои нашата уставна одредба. Но премногу политика, премногу лични, премногу партиски интереси само за да спречат нешто што би требало да е наш заеднички државен успех. Кога е реално земјава да стане полноправна членка на НАТО? Позитивни вести слушнавме од Мадрид. Нашето членство, рековме,
е де факто, и тоа се виде на лидерскиот состанок во Лондон. Меѓутоа, за де јуре треба да ја поминеме последната пречка, а тоа е шпанската ратификација. Најпосле имаме коалициона влада и во понеделникот министрите веќе ги дадоа своите свечени изјави. Очекуваме следната недела да започне парламентарната процедура. Прашање е на недели. Ние не можеме да го диктираме собранискиот календар, парламентарниот календар на Шпанија, но сигурна сум, и тоа го добивме како уверување од страна на Шпанија, дека прашањето навистина ќе се разгледува како прашање на приоритет. Јас очекувам во следниве неколку недели и нашето собрание да ја гласа ратификацијата, а ќе почекаме со депонирање на нашиот ратификуван протокол и договор, се додека Шпанија не го ратификува нивниот дел од задачите. Има ли барања земјава да испрати своји војници во Ирак? Ние веќе сме имале војници во Ирак и тоа прилично големи контингенти. Потоа акцентот повеќе беше ставен на Авганистан. Меѓутоа, во последниот период имавме заеднички иницијативи на земјите од Јадранската група, така наречена, да испратиме 1 до 2 офицери во тренинг мисиите во Ирак. Сега, заради тоа што и таму состојбата е непредвидлива, се уште не се знае како ќе биде мандатот на НАТО мисијата, се е ставено малку на чекање. Меѓутоа, генерално, нашиот интерес како армија, на војниците, на подофицерите и на офицерите и да се зголеми нашето учество во меѓународни операции, особено откако ги зголемивме и надоместоците за учество во мисија. Вие знаете дека постојано се зборувало дека војниците навистина сакаат да заминат во мисија. Тоа им е шанса да решат економски социјални проблеми, но од друга страна и огромна шанса за искуство. Во овој момент се уште анализираме како ќе се развива состојбата, но одамна веќе нашата армија покажала подготвеност да испрати офицери и подофицери во делот на обуката, бидејќи мисијата во Ирак не е мисија на одржување на мирот, туку е мисија за поддршка на ирачките власти за гарантирање на нивната безбедност. Се уште е во тек дискусијата помеѓу НАТО и Ирак дали оваа мисија и во каква форма ќе продолжи. Како го коментирате барањето на ВМРО ДПМН јавното обвинителство да ја прошири истрагата за случајот Рекет и да испита дали има поврзаност на врвот на СДСМ, односно на Заев, Ваша и на други лица со оваа афера? Барањата на ВМРО ДПМН никогаш не се насочени кон правда. Барањата на ВМРО ДПМН се секогаш насочени кон лаги, дезинформации и бегство од одговорност. Приказната или реакциите нивни врзани со овој случај е само ишкање на мувата. За да не видиме колку оваа наша држава се променила во изминативе 2,5 години. И јас ќе ви кажам еден обичен пример за кој информираа невладините организации кои што ги следат различните предмети во судството. Ако ги анализирате предметите врзани со така наречените бомби, ќе видите дека првиот случај за кој што требаше година и половина за да влезе во судска постапка, веќе 3 години е заглавен низ судски лавиринти. И овие денови, врз основа на она што се случува во случајот ТНТ, гледаме како тоа го прават. Прво се бега од рочишта, потоа се бара одлагање на рочиштата, потоа се менуваат адвокати, па луѓето кои што зборуваа против употребата на албански јазик наеднаш ангажираат адвокати кои бараат се да им се преведе на албански јазик. И според анализите на една од невладините организации, 60% од сите рочишта врзани за бомбите се одлагаат. Затоа 4 години подоцна се уште овие предмети тапкаат во место без крај. Сега, ако го споредите тоа со процесот кој што се случуваше врзан за Рекет, ќе видите дека навистина разликата е огромна. За не цели 6 месеци имавме од наоди во јавност, предистрага, истрага, обвинителен акт, неколкумина во притвор и рочишта кои што се случуваат по неколку во тек на неделата. Знаете зошто? Заради тоа што никој од владата, од владеачкото мнозинство или од политичарите не диктира веќе пресуди. Не го дигаме телефонот на суди или на обвинители да им кажеме што прават.
И ние пораката од почетокот на владата беше иста. За секој мора да важи законот. Никој не е над законот. И случајот Рекет, сите истраги поврзани со тоа, покажаа дека навистина никој не е над законот. Она што го прави ВМРО ДПМН е да не натера да не гледаме како и сега во функција на опозиција се трудат да ја обструираат правдата. ВМРО ДПМН на пресконференција исто така побара јавното обвинителство да испита што сте барале вие во домот на Бојан Јовановски. Јавното обвинителство може да истражува се. И во ниеден момент никој од нас не се обиде тоа да го спречи. Инаку, ако земеме список кој све бил кај не само криминалецот, туку бегалец од Груевски, ВМРО ДПМН треба да ја затвори партијата. Анкетата на МЦМС покажа дека повеќе од половина од македонските граѓани сметаат дека владата не направила доволно за случајот Рекет. Каков одраз ова би можело да има врз рейтингот на СДСМ врз предстојните избори? Анкетата поврзана со прашањето кое што го спомнувавте покажува колку се длабоки раните и деформациите кои што ни ги остави режимот на Груевски. Владата не треба ништо да прави со случајот Рекет. Ако владата нешто прави со случајот Рекет, тоа значи дека станала иста и почнала да биде и влада, и власт, и судство, и обвинителство. Јас мислам дека тоа всушност е комплимент, дека владата не треба да се меша во судски постапки кои што не се нејзина уставна надлежност. Но токму таа анкета покажа дека и покрај кампањата на лаги и дезинформации сериозно поддржани од пари и структури контролирани од Будимпешта, не можат да ја скријат вистината дека граѓаните знаат дека оваа држава се промени. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.